Јас разговарав со моите студенти. Што планираат понатаму во животот после дипломирањето? Дали својата иднина гледаат тука во Македонија? Дали мислат дека е правично ова што денеска се случува? Најголемиот дел од нив својата иднина за жал не ја гледаат тука. Ги нема собствениците на оние обувки, се сеќавате, кои што ги редеа пред владата. И обичните, класичните обувки, но и оние спортските, кога велеа 500.000 ја напуштија Македонија, ние во најголемата наша лага во историјата на независна Македонија, наречена живот, и ги вратиме. Напротив, никогаш не бил погромот како овие 3 години. Никогаш не била поголема миграцијата. Денеска не се пусти селата, денеска градовите се пусти. Додека пак ветуваат плячка, набавија тендер фирма и дала 24 дена стара фирма, за да може 10.000 евра да книжи за 15 минути ред, па Falcon млазен авион да изнајмите 3.000 евра се плаќа на сат. Ние за 15 минути на некој со 24 дена стара компанија ќе му го полниме джевот, устари го полниме джевот на оние од врхушката на власт. И замислете, таа фирма си го добила пред 24 дена истото име како што името и на проектот. Само додале доел. 500 милиони евра сакаат да фрлат во неповрат, за да ги погребаат провизиите и да фатат ничко. Ете, тоа е она кое што денеска не го се нуди. Плячка на голема, на отворена сцена. Покрај националното понижување, покрај слугувањето, покрај подведената кичма. Ние денеска имаме плячка на отворена сцена во секоја пора на општеството. Без разлика дали е локална или централна власт. Се краде од хигиеничар до министар. Секој денеска си го бара своје. Зошто? А зошто да прашате? Затоа што гледаат од првиот. Ако првиот е по тој спорт, сите надоле мислат дека така треба.